Лидерката на Сдруженијето УНИТ во посета на Штип, таа лично на штипските стечајци денес им објасни кои ќе бидат опфатени со новите измени во Законот за стечај на доместок. Со допуна на член 2 ќе бидат опфатени акционерските друштва и приватизираните фирми. Спорни, односно нема да бидат обештетени, оние кои зеле на доместок, но и оние работници кои работеле во фирми на кои им е сменет матичниот број. Во оваа група во Штип ќе бидат околу 180, а на државно ниво околу 400 до 500 работници. Меѓутоа има една аномалија во законот, што менување на матичен број од фирма. Значи, ако е сменет матичен број на фирму, на жалост тие стечени работници не влегуваат во обештетување или ако су спогодбено напуштили, значи, работен однос. Што значи спогодбено? Дали сами се отказ. Меѓутоа, ми реагиравме до ресорно министерство да тој спогодбено, зашто има многу изманипулирани работници, а има и оние што су земали и надоместок по 5000 марке, 2000, 3000 марке, што су напуштили работу. Така што еве се договоривме со ресорно министерство да се одделив тие групација за да можеме па додавку да дадемо на член 2, за да можеме натамо и тие лица да ги обештетиме, меѓутоа сега во моментот ке не можем на жалост да влезе во законот. Откако Ѓоргиева им ги објасни новите измени, денешната средба продолжи со прашања кон лидерката. Спогодбено, значи, он те напушта тебе месец на месец, подпишува се на определено време, а он те напушта од работа. На определено нема проблем, 2 месеца, 3 месеца, 5 и 5 година да има на определено, нека сваќате ли? Со новите измени ќе ги опфане нели акционерските друштва за збирен стаж, тоа ќе биде. Ама дали овие новите измени се влезени и промените што ги вика жената за тие што се работиле на определено време па са си дале, па газдите се ги натерале отказ, или треба да чекаме нови измени за тие? Како ги контролисуев, како ги проверуев, така ќе се праќа решение. Во меѓувреме, локалното раководство на УНИТ информира дека со новите измени ќе бидат опфатени дел од работниците од Политекс, Црвена звезда, МАК Промет. Има 200 решенија дадени во Штип и проблематично останува околу 180 и костурса решењата, така да мислам со овај закон сега што спомна Лилијана, ќе го фанете тие, така да ќе се намале бројот. Се претпоставува дека со законот за стечајци ќе бидат опфатени околу 5000 стечајни работници во целата држава.